12-та недела, втора половина на март. Во оваа недела имаме рамноденица, почетокот на пролет. Патот околу сонцето го бележиме по смената на годишните времиња: зима, пролет, лето, есен, а потоа повторно зима. Со својата накосена оска, земјата е свртена спрема сонцето под различни агли. Кога земјата е тука напладне, сонцето е вертикално над јужната хемисфера и таму доле е лето. Поголемиот дел од северната хемисфера тогаш е во сенка, таму е зима. Потоа, додека земјата патува по својата орбита, линијата на која сончевите зраци паѓаат вертикално оди на кај екваторот. Кога сонцето е вертикално над екваторот, тогаш е рамноденица. Истата количина на светлина паѓа и на север и на југ. На северната хемисфера почнува пролет. Додека земјата го продолжува својот пат, линијата каде што сончевите зраци паѓаат вертикално се поместува на кај север. Во јуни и јули северната хемисфера се навалува на кај сонцето и зраците ја загреваат повеќе. Тогаш е лето. Додека патувањето продолжува, сонцето се враќа на кај екваторот и го поминува на 23 септември. Тогаш е есенската рамноденица. Сонцето се враќа под екваторот и доаѓа зима. Денес сонцето е на екваторот и почнува пролет. Рамноденицата носи пролетна плима. Месечевата гравитација ја привлекува водата од океаните. Полумесечината ја привлекува водата во овој правец, додека сонцето ја привлекува во другиот. Тие две различни сили предизвикуваат мали плими. Меѓутоа, ако месечината е во линија со сонцето, тие привлекуваат заедно и имаме многу висока плима. На денот на рамноденица, сонцето е точно над екваторот и ја здружува својата сила со центрифугалната сила на земјата. Тоа предизвикува пролетна плима за време на рамноденица. Друг важен плимен фактор е оддалеченоста на месечината. Месечевата орбита е елиптична, некогаш е подалеку, а некогаш е поблиску. Колку е месечината поблиску, плимата е поголема. Понекогаш највисока плима не доаѓа со рамноденицата, туку во деновите кога месечината е најблиску до земјата. Кога ќе го погледнеме сонцето, во точката на рамноденица, на првиот ден од пролетта, тоа се појавува во созвездието Риба. Низ мелениумите, земјината оска кружи и полека го менува аголот. Очигледно и екваторот го менува аголот. Кога екваторот ќе го промени аголот, се менува и денот на рамноденица, затоа што тоа е денот кога сонцето е точно над екваторот. Во последните 3000 години, на денот на рамноденица, сонцето било пред созвездието Риба. Сега се оддалечува од тоа созвездие. Во текот на наредните векови, сонцето постепено ќе излезе од Риба и ќе се упати во Водолија. Затоа се зборува за доаѓањето на ерата на Водолија. Астрономите тоа го нарекуваат процесија на рамнодениците. Сонцето полека преминува од Риба во Водолија. Кога се зборува за Риба и Водолија, се мисли на созвездијата, а не на астролошките знаци. Астролозите се уште не ги усогласиле знаковите со промената на рамноденицата и астролошките знаци во текот на претходните 2000 години се поместиле од едно во друго созвездие. Приближно на секои 2 години, Земјата го престигнува Марс кој се движи по надворешната орбита. Земјата е на внатрешната орбита и е побрза од Марс и го престигнува секоја втора година. Пристигнувајќи го, Земјата се наоѓа помеѓу Марс и Сонцето. Кога Сонцето, Земјата и Марс се во иста линија, Марс е во спротивност со Сонцето.
Гледано од Земјата, кога Сонцето ќе зајде на запад, Марс изгрева на исток. На полноќ, Марс противно се наоѓа на југ. Марс свети жолто помеѓу белите ѕвезди. Кога Земјата е измеѓу Марс и Сонцето, Марс е во спротивност со Сонцето. Напладне го гледаме Сонцето на југ, а на полноќ таму е Марс. Марс е единствената планета по која космонаутите можат да одат во блиска иднина. Во 1976 година на него се спушти летало за да земе примероци и други летала се на пат на кај Марс. Додека кружиме околу Сонцето, Земјата фрла огромна сенка. Широка 12.000 километри. Не треба тоа да го заборавиме, затоа што секоја вечер кога Сонцето ќе зајде, во таа сенка ја поминуваме ноќта. Во текот на помрачувањето на месечината, која е секогаш кога таа е полна, конечно може да ја видиме сенката од Земјата над месечината. Помрачувањето на месечината се случува 2 недели пред или после помрачувањето на Сонцето. Додека помрачувањето на Сонцето се гледа само во тесниот појас и трае само пар минути, помрачувањето на месечината лесно може да се види. Кога месечината е свртена на кај Сонцето, таа заоѓа во сенката на Земјата. Земјината сенка е многу поширока од месечината. Помрачувањето трае со часови и го гледаат сите на темната страна на Земјата. Земјата фрла сенка на полната месечина. Сончевите зраци поминуваат низ филтерот на атмосферата и ја обојуваат месечината со боите на залезот.